4 мача вече без победа за Спартак Варна. Причината търсим с Георг Хаджиевски. Господин Хаджиевски, в предишни ваши интервюта сте казвали, че Спартак страда от това, че на моменти не може да си реализира ситуацията. Особено през първото полувреме имахте няколко такива. Това ли ви попречи и днес? Тоа е една од причините која ни попречи. Трудно да се говори кога губиш мач 4-0 дома. Да търсиш сега некои причини. ЦСКА едноставно много по-добри беа од нас. Заслужено победија. Показа класа, како да кажам, им трна леко, мачот почна интересно. На двете страни имаше голови положенија, имаше за нив, имаше за нас. Но во анализата на мачот казав дека ако за нешто посебно треба да бидеме готови, тоа е за удари, зашто всичките играчи во средината, погодово ето, имат силен удар и винаги стојат таму, надвор од 16 метра. И со оглед на тоа, че малку во формацијски променет состав беше тимот на ЦСКА без класически крила со два централни нападатели, и во тие првите 10-15 минути пробав да ги разместам фудбалистите, да не стоиме слободни, нашите крајни заштитници да бидат без човек, а нивните халфови да прават превсходство во средината на терен. Уште од 10 минута, 15 минута пробав да ги организирам, да не стоиме тука. Просто многу брзо тие првиот гол и вториот со два удари од надвор од 16 метра, тоа беа голови кои трудно се бранат за секој вратар, не само за Ковалјов. На полувремето се уште имавме желание да промениме нешто. Знаевме дека идваме до голово положение. Можеме, но треба да исправиме овие грешки кои ги правевме во првото полувреме. И се договоривме дека нема веќе слободен човек во средината на терен. До третиот гол, мислам, се опитвавме да евентуално направиме и поинтересен мач, ако вкараме еден гол. Но след третиот гол, мислам дека се виде дека не можеме да се вратиме назад во мачот. ЦСКА беше многу подобар од нас, побрзи, едноставно им тргна всичко. Кога забиеш такви 2-3 гола, атрактивни, тогава и всичките по-леко играат, по-слободно и по-трудно за нас. Ние бевме малку ослабени. Пред самото начало на мачот, иако говоревме дека го имаме Лозев рехабилитиран, тој со температура беше денеска, не можеше да игра, Петаршило од заштитата 5 жолти картон, малку бевме разместени, како да кажам, и сега не трсам јас вината во играчите кои ги замени на нивното место, едноставно не бевме наместени како треба. Беше ли залегнало в предварителния ви план за двубоя да атакувате повече отляво, където е Шанде, съответно зоната на Пастор, защото направихте много атаки оттам, особено през първата част? Направихме во првото полувреме и имавме 200-300% положенија, и Шанде, и Берна беше таму, и Дамјан, кој на 7-8 метра од вратата, но шутираја од агол Кос. Во голата имаше играчи кои што можеше да беа слободни во средината. И тој им казав и на полувреме. Не треба да сме себични, ние треба да се проиграваме. Кој е во подобро положение, тој треба да игра. Значи, ние идвавме до голови положенија, не исползвавме. А ЦСКА секој имаше 2-3, можда уште 2-3 удари во прво полувреме, 2-3 положенија, но практички 100% беа ефикасни со головите кои ги дадоа. Какво да кажам, мора да има во нас сили. Всичките знаеме дека ние не стартувавме подготвени како треба. И со играчки фонд, и со без подготовки, не можам да замерам. Момчињата дават всичко од себе. И денеска всичките заклучивме. Во нас треба уште сили да имаме уште во наредните мачеви сила да не смеме да паднеме. Сега психологически точно е, но и многу големи одбори други дома губеле со висок резултат. Таков е фудбалот. Ние не сме голем одбор, но опитваме се да бидеме стабилни. Значи, мачот го загубивме потполно заслужено. Многу подобри ЦСКА од нас. Направивме многу грешки и во наредниот период треба и психологически и тактически
да играме многу поумно за да не ни се случат вакви работи. Благодаря ви повече. Сожалявам уште еднаш на фановите, имаше доста хора. Трудно е да си фудбалист, треньор во ваква ситуација во која губиш дома 4-0. Благодарам што не поддржуваат и след загуби, но трудно е за нас наистина. Благодаря ви.